Константин, како ги оценувате препораките и обврските на владата за штедење на струјата во делот на граѓаните? Тоа што го гледам и го слушам, мене малку ме збунува. Затоа што пред 10 дена имаше голема изјава од директорот и од Министерството, мислам, за економија, дека граѓаните не треба да се грижат. Електростопанство на Македонија е припремено со сите 3 блока да произведе електрична енергија. Дека нема проблем да има со снабдување со електрична енергија. Дека се даваат тешки милиони за купување на јаглен, објавени се веќе и тендери и договори склучени, значи обезбедено јаглен, обезбедени се производните капацитети и сите да бидеме среќни и весели. Но одеднаш доаѓа сега изјава дека мора сите да се загрижиме и да штедиме, да смалиме потрошувачка за 15%. Значи, или Министерството за економија, тоест владата, нема доверба во изјавата на електростопанство дека ќе обезбеди електрична енергија, или е убедено дека нема да обезбеди, па однапред сака да обезбеди заштеда од 15%, за да се исполнат ветувањата. И од таа причина јас сум загрижен. Не сум баш убеден дека ќе имаме обезбедено снабдување како што ветуваат и дека ќе мора сите ние домаќинствата да се снајдеме на определен начин. Дали мерките за штедење кај нас во домаќинствата ќе придонесат? Веројатно не многу. Во домаќинствата сите штедиме колку можеме, не заради причина дека сакаме да смалиме потрошувачката, затоа што рекле да смалиме 15%, него заради домашниот финансиски буџет. Зголемени се давачките за производите кои што поскапеа заради скапата електрична енергија при производство на прехранбените продукти. Леб, зејтин, сите производи се, да не кажам, скоро двојно поскапени и го исцрпуваат домашниот буџет. Така да, во домаќинствата не може да се очекува дека уште повеќе може да направат чувствителни заштеди во електричната енергија. Дополнително проблематично е функционирањето на ТЕТО Скопје, ако нема природен газ за негово функционирање, ќе нема веројатно можност да се користи комбинирано производство од кај што се очекуваше околу 70% од топлинската енергија да се обезбеди. Дали ќе се купи, кој ќе се купи мазут, каква ќе биде цената, колку ќе чини, како сето тоа ќе придонесе уште повеќе да се свртиме кон трошење дополнително на електрична енергија и како тоа ќе го поднесе нашиот електроенергетски систем е навистина загрижувачки. Загрижени сме и не сме сигурни дека ќе имаме обезбедено снабдување со електрична енергија. Дали е можно граѓаните да се придржуваат до овој тип на препораки кои може да го намалат квалитетот на животот, односно мерките во однос на да се користат, да се готват во помали тенџерења, да се користат скалите место лифтовите? Да, сето тоа е, на пример, како можете да барате некој да си качи на 9 кат пешки 3 пати на ден. Еве, можете тоа го барате од некого. Граѓаните се веќе навикнати на определен минимален комфорт. Ако веќе денеска, кога перат домаќинствата, било што користат ноќна тарифа, не дење, тоа е веќе максимално штедење. Дали сега ќе бараме да се капеме еднаш или на 2 недели по еднаш за да штедиме електрична? Тоа нема да си го дозволиме такво нарушување на животниот стандард. Не може тоа да се бара од нас. Ова се ја ви велам, граѓаните штедат максимално, немаат пари да платат електрична енергија. Како уж од што да се откажат? Да исклучат, да нема светло, да седат у темница, да не да се бањат на 2 недели, да не перат
во машини за прањалишта, рачно со ладна вода. Видите, то може некој да го побара денес од граѓаните? Нема. А тенџерето пошироко, потесно, то се, ајде, играчки се сега. Јас друго сакам да кажам. Ова не се мерки. Потребни мерки треба да превземе владата како што има во околината. И тоа ќе кажам, зошто не ги дозволат граѓаните да градат сончеви колектори за производство на енергија и тоа итно. Итно. Некои глупави ограничување на 4 или 6 киловати е неразумно, технички неоправдано, енергетски неоправдано. Што сакам да кажам? Треба веднаш да се дозволи кој што има средства, веднаш да постави на своите покриви сончеви колектори, ако може уште веднаш кога зима да се смали притисокот на мрежата на производството на електричество. Од тие колектори, таа електрична енергија домаќинството не може целосно да искористи. Оголем дел ќе отиде кон EVN Home или кон електростопанство. Таа електрична енергија е ефтина, поевтина е од 40 евра за мегават сат. Секој тој мегават што ќе го купи EVN Home или електростопанство го плаќа моментално 480 евра за над 500 веќе стаса евра за мегават сат. Значи, дали ме разбирате? Владата мора да донесе одредба, уредба, наредба, кој што може да постави, тоа е првото, да не биде ограничувачко. Второто, мора администрацијата, јас еве напишав на мојата Facebook страна, дека најмалку 10 документи мора да обезбеди повеќе се. Над 10, па 13 документи треба да обезбеди граѓани за да може да пристапи и да постави сончеви колектори. Дали знаете тоа што значи? Наместо да се олесни постапката, просто државата сака да спречи граѓаните да си помогнат на државата треба да го стимулира. Како тоа што го прават во Србија, како што го прават во Српска крајна, како што го прават во Црна Гора. Нека прочитат што прави владата таму. Дали ако не се исполнат проекциите за намалување на струјата, може да дојде до рестрикција? Ако не се исполнат, треба ли да веруваме дека електростопанство ќе произведе? Ако вие верувате, ја не верувам. Мислам дека ќе се јават проблеми, дека ќе излезе нешто од погон. Може ќе има проблеми при транспорт на јаглен, нешто ќе стане. Ако треба да се транспортира и зимовска, а не само сега, ќе падне снег, не може да ода, не може да истистат. Значи се сомневам дека нема да може да исполнат. Има две решенија. Прво е, ќе се купи електрична енергија многу скапа. Ако има од каде? Затоа што во околината државите донесуваат одлуки да не продаваат енергенти и енергија на други. Мислам дека тоа Румунија направи, Србија нема да има доволна електрична енергија за продажба, не сум сигурен за Бугарија и они веќе донесуваат такви одредби. Значи ќе нема кај да купиме кога ќе ни треба електрична енергија. И останува третото, дека има рестрикции. Ако го прегориме системот, сите одеднаш кога се приклучат да купиме, па тогаш ќе си купиме свеќи да се осветлуваме дома и тоа е варијанта Ш. Мислите ли дека ќе се исполнат проекциите на владата и ЕСМ за зголемено производство на струја? Односно, со кои капацитети би можело тоа да се направи? Тие ветија дека може, ама не знам зашто тогаш владата бара да се прави смалеа на потрошувачка, затоа што капацитетот на постројките е многу голем и треба ни 50% од градениот капацитет не е потребно за производството. Значи имаме ние тука некоја сега, имаме ние над колку не бе, ако работат сите капацитети што ги имаме над 2200 мегават инсталиран капацитет, ама не работат со оној потребен капацитет, затоа што веќе веројатно и одржувањето не има многу квалитетно, се очекува да се расипе. Хидролошката состава е таква да се потроши веќе водата што е во езерата
Немаме резерва за зимуска не врне дожд, обично снег паѓа зимно време и нема да ги полни езерата. Значи сето тој денешка постои сомнеш дека ќе ги имаме потребните кои. Ако биде се наредено, постројките не се расипат, купиме доволно мазут за ТЕЦ Неготино, купиме доволно мазут за топлификацијските системи во Скопје и тие работат, да не го оптоврат електроенергетскиот систем, да не ни пукне некој трансформатор, да не пукаат цевките на блокот 1 во Рек Битола, да не се расипе кондензаторот во термоцентралата Осломи. Ето има многу, па да врне дожд да ги наполни реките, да не врне снег. И одеднаш ќе поминеме многу лесно, мазно овој зимски период. Да, господина Константин, дали очекува Македонија најтешката зима во последните 30 години? Сите зими се тешки, веројатно малку потешко ќе биде. Очекувам, мислам дека уште лани реков дека зимата ќе не биде доста тешка, затоа што се состојбите со енергентите, нивната цена каква што е, политичката состојба која што ги нарушува токовите на снабдување со енергенти не се како што биле пред 2 години, ама тоа се предвидува, се знаеше, навреме се превземат мерки. За мене, владата требала да превземе мерки. За мене не е доволно безбедно ако каже ние будно ја следиме состојбата. Што ако будно ја следат состојбата, а не превземат мерки? Чекаме ли да се добие информација дали ќе добиеме газ преку Бугарија? Или пред месец дена имаше изјава, ќе пишат писмо до Бугарија да ни дозволат да купуваме газ. Јас себе чекам некој одговор од Бугарија, освен овие што се протоколи за да не по бугарчат, друго не гледам, за што е врзано со енергија, со трговија, со стопанство. Сите сили на владата се во таа насока и се историска во комисија што стана историја сама по себе. Ви благодарам многу. Молам, благодарам и на вас што се јавивте.